Мета 17 часот и 15 минути, уште еден термин за емисијата од своја страна на фреквенцијата на телевизија Сонце. Почитувани гледачи, добро дојдовте. Се надевам дека сте добро. Имаме една убава музичка дружба повторно пред камерите. Излезе Пауза за ракија четворката, а тоа ни е еден прекрасен повод за да си го пречекаме нагости во студиото Игор Димовски, нашиот познат виртуоз на хармоника, композитор, аранжер. Јас нема да должам во најавата. Игор, добре дојде повтор пат во студиото на телевизија Сонце, во емисијата од своја страна. Како си? Добро е најдов, благодарам за поканата. Благодарам за прекрасната најава. Јас сум одлично, како сте вие? Добро, се издоговоривме конечно. Конечно, се најдовме, падна договор. Падна договор за оваа дружба пред камерите. Излезе Пауза за ракија 4. Тоа ќе не биде нели во фокусот секако, меѓутоа и за сите новости, за се она кое што се случувало изминатиот период, ќе проговориме токму во ова издание. Сега Пауза за ракија 4, значи 4 дела веќе. Што е карактеристично за четворката? Ти ќе кажеш во една прилика тука поразлично е и тоа што всушност ова е како филм со целиот тој спот снимен во Охрид. Меѓутоа, ајде, од твоја страна. Па вака, Пауза за ракија 4 дефинитивно е нешто поразлично од другите, затоа што ете да кажам, има и некое филмско сценарио кое јас така, со филмско сценарио. Однапред го планирав. И всушност дори ја снимав самата музика, ми се правеа некои филмови во глава како би требало тоа во реалност да изгледа и во видео. Па се надам доловив 90% од тоа што ми беше замислено. Некои елементи не беше возможно да се изведат, но сум задоволен од снимањето. Имаше снимање околу 2-3 дена некаде, па дождови, па сонце, па но на крајот се искочи добро. Поразлична е затоа што содржи различни стилови на музика. Ако имате можност да ја прегледате, ќе видите дека има и електромузика внатре и тоа се измиксано со македонска традиционална музика. Да, го задржува на македонското традиционалното секако. Колку време се работеше на сето ова? Велиш филмско сценарио, предпоставувам дека однапред било смислено секако ќе се одвива, кој се беше вклучен во овој проект, дали остана луѓето од претходните снимања, од претходните 3 дела? Имаше и исти ликови од минатите епизоди, но сакав и да има промена на нови улоги. Колку време е снимано, многу време е снимано музичкиот дел, речиси година и пол, па може и 2 да фати. Затоа што јас сум човек што снимам, па ако не чини, бришам. Да, па пак снимам, па пак бришам, па вметнувам нешто ново. И еден од моите колеги, виолинистот Бранислав, кажа: "Те молам, заврши го, затоа што не знам уште што ќе ти истекне, више колку промени ќе претрпи ова." Излезе Пауза за ракија 4. Се задоволија ли твоите очекувања? Каков е фидбекот од слушателите, од оние кои го погледна? Сето она склопено година и пол, меѓутоа во 36 минути. Да. Знаеш како слушателите и оние кои што ќе го погледнат мислат дека сето тоа така оди гладко, меѓутоа треба да се сработи за тие 36 минути. Се исполнија ли твоите очекувања за ова четврта? Да. Видете, некои го барат тој слушателите на Пауза за ракија, бара да најдат нешто слично од претходните. Некој вели: "Браво, имаш новитет." Така. Но се надевам на поголемиот процент на публиката дека убаво го прифати, убаво помина, со тоа што не може да сте исти како да копирате нешто од претходните проекти и епизоди, него треба на публиката да се даде некои новитети, нешто ново. Макар било тоа и лошо и добро, него мора да се понуди нешто ново и да видиме како ќе го прифати тоа публиката. Јас се надевам дека убаво помина. Зошто токму Охрид? Јас во еден наврат прочитав дека ти имаш и некои корени таму од Охрид. Да. Така, зошто го бирате токму Охрид? Предпоставувам како едно убаво обележи, еден бисер на Македонија. Па вака, Викторија, мене ми е потеклото од село Ботун, Охридско, Деварца, и како да кажам, тоа место ми е мене во срце и сакав
И покрај тоа Охрид е преубав и за мене еден од најубавите градови во Македонија. Сакав да го, тој крај да го бележам, да дадам едно значење во пауза за ракија 4, да биде виден од светот. Не дека Охрид не е познат и не го знаат, него моето потекло од таму и баш поради тоа има многу кадри снимани се почнува од селото Ботун, каде што колата заминува нели по невеста. Всушност пауза за ракија 4 симулација на одење по невеста, нели, свадба. Потоа се движи низ Пештани, па стига до Свети Наум, каде што пресретнува полиција возилото и се упатува кон Свети Наум. Сакав да, тој крај ми е мене во срце и баш поради тоа е сниман таму. Сега, доколку бев од, не знам, Велес, Дојран или Гевгелија, ќе снимав од тој крај, можеби. Ама јас... Но тоа не значи дека во следните проекти, нема да вклучиме некое ново место, некој... малку е рано, меѓутоа се крчкали нешто ново, ќе имали некое продолжение што да очекуваат слушателите? Ќе има, ќе има. Многу е рано да откривам сега информации. Ќе биде нешто доста поразлично од претходниве епизоди, но се уште се анализира, се прават стратегии и планови. Проектот излезе во 2020-та, чинам, во ковид пандемијата, одекна така со големата гледаност. Очекувавте ли го така да помине овој проект? Знаеш како, со толку гледаност? Моментот кога искочи на YouTube, мислам после 2 дена прогласија корона, нешто така беше. И јас бев во Охрид и на вториот ден влегувам во еден ресторан и гледам веќе свири пауза за ракија. И баш во тој момент прогласија пандемија. Искрено да ти кажам, не гледав однапред некои интереси или чекај калкулации, вака ќе биде, ќе земам толку или ќе давам. Вложив многу труд и енергија и љубов и кажав ова јас, што се вика народски, ќе изгинам, ама ќе го направам како што сакам. Така и беше. Веројатно публиката ја осети таа енергија, тоа рефлектира, зрачи. И многу сум задоволен како помина. Мислам дека е нешто поразлично од другите бендови и групи што прават. Јас имав таа визија стоеше во мене повеќе од 10 години можда. Јас собирав искуство од сите настапи, од сите настани каде што одам. Што беше клучно токму тогаш да се започне со проектот? Па не, проектот беше започнат можеби 1 година пред пандемијата. Никој не знаеше дека така. Можеби пандемијата малце го бустираше проектот да биде повеќе гледан, затоа што сите бевме дома, нели? Така, сите бевме дома. И не знам, едноставно можете нешто да форсирате и да го силувате да помине, но ако не помине кај широката публика, се тоа е џабе. Се очекуваше ли за овој проект, токму ова што го Па, видете, не може да знаете однапред. Исто како кога правите така велат за песните, за хитовите. Да, правите не исто и ова. Да знаеш која да, ова се преработка на нови аранжмани на песни, но знаете како, може да помине, може и да не помине. Так. Не може да знаем. Треба да го пуштиме во етер и да видиме што ќе каже публиката. Може да добиете аплауз од 100 роднини, пријатели и комши да ви кажат ова е супер и толку, а сасвим нешто друго е широк аудиториум и да поминете кај широката публика. Од тогаш помина 5 години, чинам. 4-5 години од први. 4-5 години. Колку амбицијата остана до ден денес за да се создава проектот, за да се продолжува, за да се создава нешто ново, да се вметне нешто ново? Колку амбицијата остана кај тебе? Па знаете како, самото тоа кога имате фидбек од публиката и реакција, тоа ве носи. Така. Да, тоа ве носи и сакате да давате нов материјал на публиката и да ја наградувате публиката со нови песни и материјали, затоа што сеќате една енергија од другата страна која доаѓа, која што не се купува со пари, како да кажам. Многу сте активни периодов во Македонија, надвор од Македонија. Предпоставувам цела екипа движите по... Да, ние сме фиксна екипа, каде што секаде настапуваме во истиот состав. Во истиот состав. Што се случува периодов, на какви се прослави можеме да ги видиме пауза за ракија? Да, е многу турбулентен. Се случува периодов. Се случува период. Може да сте еден ден во Струга, следниот ден во Делчево, па за другиот ден да се вратите во Охрид, од тамо да отидете во Цирих.
Така да, таква е сезоната, но ние не се жалиме, ние сакаме да работиме, уживаме во тоа што го работиме и дај Боже да остане така за секогаш. Так. Ги бараат ли, еве, сега и веќе и со четвртиот дел, ги бараат ли 4 дела од Пауза за ракија? Популарни се, атрактивни се за слушателите? Да, Пауза за ракија 4 е се уште млада, да речем не е созреана. Доста од публиката ја имаат погледнато и ја знаат, но поголем дел и не ја знаат. Но веќе е Пауза за ракија 3, Жаклина, нели? Так. И оваа што е снимана на сплавот, Пауза за ракија 2. Песните многу од публиката ги знаат и по редослед како идат, што ми е многу драго. А Пауза за ракија 4 треба да созре уште малце, верувам, за да си го најде својот пат. Пауза за ракија стана и синоним за Игор Димовски, се она кое што ти го создаваш и го твориш. Во морето на многу музичари денес, колку е предизвик да се успее еве на овој пазар, можеби кај нас, во ваква мала држава, на волку мала територија? Па да, всушност во мала држава и не е така лесно да успеете, затоа што имаме многу влијание од надвор, од соседството, а имаме влијание, знаете зашто? Затоа што ние како музичари, артисти не нудиме нешто овде специјално на публиката, него цело време ни е изговор дошол овој или дошол оној, па земал толку пари, земал оволку пари. Нашата публика е желна за македонски артисти и за македонски изведувачи, но треба да понудиме нешто. Не може ние ништо не снимивме материјал и ништо не понудивме и ништо не инвестиравме, а да очекуваме публиката да не сака и да не доаѓа на настапи. Публиката сака да едноставно да посака на настап да дојде да ја види ако има зашто, ако има причина. Еве ја спомнавте Пауза за ракија. Пауза за ракија е слушана во многу домови и кога ќе се спомене дека Пауза за ракија некаде настапува во некој град, не би сакал да се фалам, но генерално нашите настапи се продадени sold out. Тоа е затоа што веројатно сме нешто понудиле ново на публиката. Так, и има причина зашто да дојде таа публика на наш настап. Музичарите и пејачите кои што едноставно само им е изговор дека дошол Аца Лукас или дошла Таировиќ. Да, дошле, ама они прават спотови од 20.000 евра. Каде што за македонски артисти мислам да именка да инвестира такви пари за еден спот. Да, кога ќе почнеме ние да инвестираме во инструменти, во спотови, во знаење и други фактори, тогаш може да кажеме дека ќе одиме напред и дека ќе успееме. Од друга страна, дел од музичарите се жалат дека ние македонците не знаеме да си го цениме своето. Не е точно. Еве да, што ќе кажеш ти, колку публиката цени? Публиката многу цени. Еве, јас сум жив пример затоа што јас до пред Пауза за ракија бев кафански свирач, малтене. Свирев во кафана. И бев рангиран исто како еден просечен музичар. И јас во тоа време размислов така. Абе, види, дошол овој, дошол оној, собрал толку пари. Но, кога ќе седне човек да го загрее столчето и да сработи и да даде своја идеја, во тој случај може да заземете едно место на сцената и да успевате и да одите напред. Но тоа е само со труд, ангажман и инвестирање во професијата што ја работите. Така, Игор, со музика се занимаваш од најрани години, од најрана возраст, од 5-6 години, со тебе е поврзано и приватно музичко училиште, кое што... Да, доста време работев како професор по музика, но од ангажмани и од Да, како го организираш времето денес, еве на што си посветен, татко си, споменавме тука Керкичката која што свири пијано. Јана свири пијано одлично и ја поддржувам во тоа и се надевам дека ќе продолжи со музика да се занимава. Така, што се случува периодов, како се полнат батериите на еден музичар покрај сите настапи и ангажмани кои што се случуваат истовремено, различни локации, различни места, како ги полниш ти твоите батерии? Како ги полнам? Бегам во село без луѓе. Без телефон? Не, телефон мораш да имаш, но знаете како кога сте присутен на многу настани каде што учествуваат многу луѓе, има многу публика, едноставно ви треба некогаш да отидете сам некаде и без
контакти со луѓе без. Така. Се одржуваат паралелно и многу фестивали кај нас. Колку вие сте застапени на фестивалите? Да бидам искрен, не ми е предизвик и немам некој план да настапувам на фестивали. Значи периодов покрај приватните прослави, забави, каде ќе гледаме се пауза за ракија? Пауза за ракија. Како е заинтересирана со занадвор од земјата? Имаме многу понуди за многу патувања и за Европа и за Австралија исто така. Но знаете како се крчка ли некоја турнеја, можеби? Се крчка, да, се крчка следна година, за Австралија нешто се споменува, но како да кажам, човек кога има тука добра работа и нема потреба да патува по Европа и по далечни дестинации, затоа што доколку направите стратегија тука да имате работа, мислам дека најдобро е човек тука да работи. Сето тоа патување и стресови по аеродроми со инструменти, па овој музичар поминал, овој не го пуштаат, на овој му се изгубил инструментот, отишол у Сингапур, сето тоа дава еден данок на стрес, каде што, ете, јас повеќе претендирам тука да настапувам во државата. Колку проектот е отворен за нови музички имиња, за соработки со луѓето од естрадата кај нас? Мислите за пауза за ракија? Да, така. Па во пауза за ракија во музичкиот дел учествуваат многу пејачи и музичари кои што не се во бендот, на кого сум многу благодарен доколку таа екипа не би учествувала во проектот, не би звучал така. Тоа се големи имиња, големи професионалци, а секако дека и е отворена соработка за нови имиња, нови пејачи и нови стратегии. А кажавме виртуозна хармоника, хармониката како твоја прва љубов, композитор и аранжер. Дали покрај сите овие ангажмани има желба да се пренесе знаењето на можеби помладата генерација, на дечиња кои што сакаат да учат во тој дел колку си отворен за Да, ја многу го сакам тоа и јас, како што напоменав, работев може 10 години како професор по музика, по хармоника, но ангажманите и обврските ме отрна од тој смер. Можеби, кога ќе отидам во малце по касни, подосни години, да се вратам повторно на таа дејност и сето на искуство што го имам собрано, да го префрлам на некој од помладите ученици или оние што сакаат да изучуваат музика, хармоника, секако безсебично би го дал своето искуство. Така, ја верувам дека кај нас има млади луѓе со талент кои што треба да се има преталентирани деца, но треба да ги откриваме и треба да има повеќе оние талент шоа, повеќе настани, емисии за можеби тоа ќе биде следното прашање, колку кај нас се застапени конкретно музичарите, оние кои што создаваат, нема доволно на музички емисии. Нема доволно. Колку сте поканети на такви настапи, на такви музички шоу кај нас, барем на оние кои што Па како што напомена Викторија, ги нема многу искрено, остана утринските емисии од ваков настан како што можеби вие ги водите. Можеби од карактер фалат секако, затоа што самото тоа ќе разгори некоја енергија кај младите деца кои има надпревари, докажување кој е подобар, но за жал се помалци ги има. Така. Јас овде сакам да ти подарам еден вредносен ваучер од 500 денари од нашите пријатели Smart Service. Тоа е продажен салон за поправка и продажба на мобилни телефони во трговскиот центар во Лисиче. Ќе можеш да си земеш за 500 денари нешто за твојот Ќе си земам една маска. Мобилен телефон, маска и фолија, можеш секако. Игор, јас полека ќе го заокружуваме овој дел од нашиот разговор. Сакам пред нашите гледачи да представиме и дел од пауза за ракија 4, да слушнеме барем дел од оние 36 минути колку што ќе ни дозволи времето. Овде јас тебе ќе ти се заблагодарам уште еднаш што ја прифати мојата покана, што се договоривме конечно. Ќе посакам многу успех, знаеш, на твоја страна сме, те следиме постојано. Само напред и чекаме нешто ново. Благодарам Викторија, се најдобро, здрави, живи, се гледаме
следна прилика. Така е. Почитувани гледачи, овде нема да го завршиме ова издание, туку јас ќе оставам да поуживате малку во Пауза за ракија 4, дел од Пауза за ракија 4, а пред тоа ќе ви се заблагодарам за вниманието со кое што го проследивте ова издание од своја страна. Секако се гледаме за 7 дена од сега. Уживајте! Nemoj kerko, nemoj dušo,
se mnogo pari spečali. Rodna kuća, roden kraj, majko jasne prežali. Ne zlato se što sjaje, tvoj to srce dobro znaje. Trgnula na dalečan pad, padilo mojo rodenja. Ne zlato se što sjaje, moj to srce dobro znaje. Trgnula na dalečan pad, padilo mojo rodenja. Divo beli palati, srce pak ne uživa. Tada taza moj odmil, roden kraj ne umiva. Na mu bajko ima se, mnogo pari spečali. Rodna kuća, roden kraj, majko jasne prežali. Ne zlato se što sjaje, moj to srce dobro znaje. Trgnula na dalečan pad, padilo mojo rodenja. Ne zlato se što sjaje, moj to srce dobro znaje. Trgnula na dalečan pad, padilo mojo rodenja. Padilo mojo rodenja. Molimo me, Madre, umiram za tebe. Molimo me, Madre, umiram za tebe. Zavrti se, mila Madre, aj zaljubi me. Se zaradi tebe, Madre, izgubit cele. Zavrti se, mila Madre, aj zaljubi me. Se zaradi tebe, Madre, izgubit cele. Rana snaga imaš, najratija krša. Rana snaga imaš, najratija krša. Zavrti se, mila Madre, aj zaljubi me. Se zaradi tebe, Madre, izgubit cele. Zavrti se, mila Madre, aj zaljubi me. Se zaradi tebe, Madre, izgubit cele. Ej, moje kume zlate, vonerlao ti si faten. Ej, moje kume bre, ke se to diš zore. Ej, moje kume zlate, vonerlao ti si faten. Ej, moje kume bre, ke se to diš zore. Čuj
Ej, more, glume zlate,